Добро дојдовте во денешната училница. Јас сум Јасминка Јовановска, наставник по математика во Основното училиште Христо Узунов Другов. Наставната единица за денешната видеолекција е збир на агли во триаголник, многоаголник. Видиме кои се целите кои што треба денеска да ги постигнеме. Прво, ученикот треба да го разбере доказот дека збирот на аглите во триаголник е 180 степени, а во четириаголникот е 360 степени. Да го разбира доказот дека надворешните агли на триаголник се еднакви на збирот на двата внатрешни спротивни на него агли и да решава геометриски проблеми користејќи ги својствата на аглите на паралелните прави и прави што се сечат на триаголници и четириаголници и го објаснува своето размислување со скица или зборови. Најпрво да се подсетиме. На цртежите дадени се еден триаголник ABC и четириаголник ABCD. На триаголникот се обележени внатрешните и надворешните агли. Оно што знаеме досега е дека збирот на внатрешните агли во триаголникот е 180 степени, односно алфа плюс бета плюс гама е 180 степени. Исто така знаеме дека збирот на надворешните агли алфа 1 плюс бета 1 плюс гама 1 даваше 360 степени. Врската помеѓу надворешните и внатрешните агли беше следна. Секој надворешен агол е еднаков на збирот од двата внатрешни нему несоседни агли. Што значи? Аголот алфа 1 е несоседен со бета и гама. Бета 1 не е соседен со алфа и со гама, додека гама 1 не е соседен со алфа и бета. Тука се представени паровите кои што даваат соодветен збир. Во четириаголникот пак, ако повлечеме една негова диагонала, тогаш го делевме на два триаголници. Збирот на аглите во двата триаголници кои што се во неговиот состав изнесува 360 степени. Според тоа, збирот на внатрешните агли во четириаголник е 360 степени. Да решиме неколку примери. За триаголникот ABC одредејќи внатрешните и надворешните агли, ако се дадени еден внатрешен агол алфа еднаков на 48 степени и еден надворешен агол бета 1 еднаков на 123 степени. Во случајот најдобро е да направиме скица со кој што ќе ги означиме дадените и бараните елементи. Значи, дадени се аголот алфа и аголот бета 1, треба да ги определиме аглите алфа 1, бета, гама и гама 1. Секој индивидуално може да почне различно да ја решава задачата. Во случајот аголот бета 1 и неговиот внатрешен соодветен агол формираат рамен агол, што значи дека нивниот збир е 180 степени. Ако направиме замена за бета 1 123 степени, тогаш ќе добиеме дека аголот бета изнесува 57 степени. По истото правило ќе го определиме надворешниот агол за аголот алфа. Односно алфа плюс алфа 1 се 180 степени, со соодветна замена добиваме дека аголот алфа 1 е 132 степени. Остана третиот агол гама и неговиот соодветен надворешен агол гама 1. Аголот гама можеме да го добиеме од правилото за збир на аглите во триаголникот што изнесува 180 степени. Од тука, со решавање на равенката, имаме гама е 75 степени. Соодветно, надворешниот агол на истиот начин како пред малку за алфа и бета, добиваме дека гама плюс гама 1 еднаков на 180 степени, односно гама 1 изнесува 105 степени. За изнаоѓање на аголот гама може да имаме и друго правило, односно аголот бета 1 е збир на алфа и гама, па според тоа аголот гама изнесуваше 75 степени. Ова значи дека вие можете самите да ги изнајдете начини на кои што ќе ги определите аглите, меѓутоа се најважно е да знаеме дека треба да ги најдеме сите 6 агли што се дадени во овој триаголник. Наредна задача. За триаголникот ABC на цртежот одреди ги внатрешните и надворешните агли. Во овој цртеж аглите не се дадени со броеви, него се дадени со изрази. Аголот алфа, односно аголот кај темето А, изнесува x плюс 52 степени. Аголот кај темето Б, x плюс 6 степени.
и надворешниот агол ќе таме од С 3х плюс 35 степени. Тука, значи, мора да го примериме правилото дека надворешниот агол е збир на двата негови несоседни внатрешни агли. Според тоа формираме равенство. 3х плюс 35 степени е еднаков на х плюс 52 степени плюс х плюс 6 степени. Со решавање на оваа равенка, добиваме дека вредноста на непознатата х изнесува 23 степени. Откако ќе определиме вредноста на непознатата, можеме да ги најдеме соодветните агли. Аголот алфа. Алфа беше х плюс 52 степени, со замена алфа е 75. Аголот бета беше х плюс 6 степени, со замена бета е 29 степени. Аголот гама го определуваме од збирот на аглите во триаголникот е 180 степени, односно алфа плюс бета плюс гама е 180 степени. Со соодветна замена за аглите алфа и бета добиваме дека гама има 76 степени. Начинот за определување на нивните надворешни соодветни агли е следен. Алфа плюс алфа 1 е 180, односно тие се надополнуваат, односно аголот алфа 1 е 105 степени, бета и бета 1 се надополнуваат, формираат рамен агол, па аголот бета 1 е 151 степени. Третиот агол гама 1, повторно можеме да го добиеме на два начини, доколку сакаме може со збира на внатрешните нему несосени соодветни агли, или гама плюс гама 1 е 180 степени. Аголот гама 1 изнесува 104 степени. Пример 3. Одреди ја големината на аголот y, односно на аголот z, на четириаголникот на цртежот. Во овој четириаголник имаме два исти агли, означени со буквата y, агол z и еден агол кој е означен со точка. Тој агол, знаеме, се подразбира дека има 90 степени. Исто така е даден соодветен надворешен агол за аголот y, кој што изнесува 108 степени. Во овој случај, аголот y и аголот од 108 степени формираат рамен агол, па според тоа ќе го определиме аголот y дека е еднаков на 72 степени. Аголот z го наоѓаме од збирот на аглите во четириаголникот. Y плюс y плюс z плюс 90 степени е 360. Од тука, со решавање на равенката, добиваме дека аголот z има 126 степени. Наредна задача. Разгледај ги цртежите и одговори на прашањата. На колку триаголници е разделен петаголникот со диагоналите повлечени од едно негово теме? На колку триаголници е разделен шестаголникот со диагоналите повлечени од едно негово теме? И на колку триаголници е разделен енаголникот со диагоналите повлечени од едно негово теме? При тоа да се определи збирот на внатрешните агли на секој од многоаголниците. Прво се дадени цртежи во кои што гледаме следното. Ако во петоаголникот повлечеме диагонала, односно диагонали од едно теме, тогаш петоаголникот е поделен на три триаголници. Каква е врската меѓу бројот на страни и бројот на триаголници? 5 се страни, триаголници се 3, што значи за 2 помалку од бројот на страните. Во шестоаголникот, ако од едно теме повлечеме диагонали, тогаш добиваме дека имаме 4 триаголници. 1, 2, 3, 4. Што значи дека бројот на четириаголници и бројот на страни повторно се разликува за 2. Односно, бројот на триаголници е 6 минус 2. Доколку имаме многоаголник кој што има n страни, и во тој случај може да заклучиме дека бројот на триаголници во неговиот состав е за 2 помал од бројот на неговите страни. Ако во многоаголникот пак знаеме колку триаголници влегуваат во составот, тогаш може да го определиме избирот на внатрешните агли. Значи, во петоаголникот имавме 3 триаголници по 180 степени, вкупно 540 степени. Во шестоаголникот имавме 4 триаголници по 180 степени, вкупно 720 степени. Во енаголникот имаме n-2 триаголници по 180 степени.
што значи дека заклучокот е следен. Збирот на внатрешните агли во секој наголник изнесува n-2 по 180. Знаејќи го ова правило, можеме да определиме колку е збирот на внатрешните агли во било кој n аголник. Наредна задача. Најди го збирот на внатрешните агли на n аголникот ако n е 7, n е 8, n е 10 или n е 15. Задачата се решава на тој начин што го користиме претходното правило. Односно, ако имаме 7аголник, во неговиот состав имаме 5 триаголници, што значи 5 по 180 е 900. Збирот на внатрешните агли во 7аголникот е 900 степени. Во 8аголникот пак имаме 6 триаголници по 180 степени, вкупно 1080 степени. Во 10аголникот имаме 8 триаголници по 180 степени, вкупно 1440 степени. И за крај, во 15аголникот имаме 13 триаголници по 180 степени или вкупно 2340 степени. Со тоа нашата видеолекција заврши, се гледаме во наредна училница.